Почитувани, добро дојдовте во првата епизода од втората полусезона, од втората сезона на подкаст основано со мене Јанаки Митровски. Ќе ме извините што сум малку настинат овој временски период и да се извиниме што доцнеме требаше да почнеме пред 10 дена, но тоа е со интенција, затоа што искрено мене лично ми требаше малку повеќе одмор и цел јануари помина така мрзливо, но влеговме во бубањето и започнавме со лудило цела држава. Политика година и пол беше на овој подкаст, да не се дава простор на македонските политичари кои онака го инвестираат доволно македонскиот медиумски простор, но се неизбежни, а и немаме некои избори на повидок, па така да ќе ни го скрши мразот пратеник Моника Зајкова, председател на ЛДП и моја другарка, пријателка, ти имаш чест да бидеш прв македонски политичар во подкаст основано со мнение. Па добро, благодарам за честа. Сега не се согласувам дека сите го окупираме дневно-политичкиот простор, пошто има некој што вака позастапено не гњави со дневна политика и имаме политичари и партии кои што излагуваат со конкретни идеи, не го девастираат просторот. Кога повеќе беше присутна на телевизија, во опозиција или во позиција? Па чинам дека еднакво, меѓутоа сега можеби Еднакво малку? Не, па еднакво малку, да. Секогаш кога ми се давало шанса и кога нормално согласно приликите сум можела, пошто сега живи луѓе сме, се може да се случи да се разболиш, да си на пат. Она што сега во изминатив период сум позачестена, не е мерило, него едноставно така се погодил тајмингот. Не. Ти кажав пред да почнеме дека си ми драга другарка, дека нема да те штедам и еве ајде да почнеме офанзивно. Дали е Моника Зајкова 79-тиот пратеник на ВМРО ДПМН? Не. Сигурна си? 100% сум сигурна и не гледам само како бројка на пратениците, напротив пратениците математиките се тие. Добро, математиката 80 е магичниот број. 80 е магичниот број, меѓутоа јас сметам дека тие луѓе таму не треба да се гледаат само низ призмата на бројка, туку да тие се народни представници, ние сме народни представници пред се. И тоа што ако некогаш поддржам некој закон кој што сметам дека е добар за општеството или искритикувам одреден закон, не значи дека сум 79-тиот или сум минус пратеник, едноставно се водам од она интуиција гледајќи што е добро за граѓаните. Така сум работела и кога ЛДП беше дел од владата и кога ЛДП е во опозиција. Опозиција кај нас не значи само вие жестоко нешто да напаѓате, макар и тоа кога е добро. Баш напротив, да дадете идеи, предлози, ако нешто не е добро, како да се подобри, или да, ако гледате дека нема слух, нормално критиката да биде пожестока, за да се разбуди свеста дека навистина нешто треба да се превзема. Се ово што го говориш, така е во книгите, ние сме народни представници, тие луѓе таму не се само гласачка машинерија, не се бројка, меѓутоа многу добро знаеш дека кој има 80 носи огромна политичка моќ и кога те прашав дали си 79-тиот пратеник, не го прашав тоа во себе, да. Јас тргнувам од себе како постапувам, а тоа како е во теоријата, како е во праксата, сите добро го знаат. Не го прашав 79-ти пратеник дали си во смисла дали си поддржава некој законник, меѓутоа сега ајде на страна имаше доста шпекулации дека се приклонуваш кон ВМРО ДПМН, но и се знаеш како беше втора на листа на првата беше изборна единица, веднаш за тогашниот премиер Ковачевски, за веднаш по изборите да речеш дека ЛДП ќе действува независно. Па тоа не е нешто така. Да, кај нас не е нешто невообичаено, меѓутоа нели е помалку сега политички, како да кажам, па не знам, политичка измама да го наречеме, можеби е претежок збор, сега додека сме на власт и додека сме втори на листа, е супер, сега реалната политичка моќ не можеме да знаеме кога е на парламентарни избори, не сте били одамна сами на ЛДП, ама дискутабилно дали би влегле во парламент сами. Па ајде да земеме вака. Не станува збор за никаква политичка измама, станува збор за конзистентна политика на партијата. Бидејќи партијата и во 2016 кога имаше тројца пратеници и кога имаше двајца пратеници и сега кога сум јас, постојано действувала независно во парламентот.
И тоа не е нешто, мислам, тоа е достапно сега на мрежите, може да изгуглате, ќе видите дека и кога Моника Зајкова била со Боби Мојсовски, кога биле пратеници, тие действувале како независни пратеници во парламентот. Али зборувам, за тоа ме разбираш. Независно не значи дека јас вртам грб на политиките, а и не се служам за тоа што ЛДП во текот на целата кампања за парламентарните избори водеше и собствена кампања, промовираше собствени политики кои што и денеска ги застапува во парламентот. По однос на тоа дали е заслужен пратеникот во првата изборна единица, може да се видат бројките, а бројките јасно кажуваат дека нашиот пратеник е заслужен во првата изборна единица. И тоа не го кажувам само јас, може да се проверат статистиките и да се види дека се заслужни секогаш пратениците. Тоа што системот секогаш не турка е да сега да кажам условно поголемите партии е затоа што ние имаме постојано нееднаков систем на избори кој што ги фаворизира поголемите. Вие имате изборен законник, се надаме ве сега нели ќе има работна група и дека нешто ќе се смени, кој што со парите на граѓаните им плаќа аналитички центри на 4 најголеми партии. Так. Зашто? Мислам, нигде не постои во таква практика. Или тие земаат секогаш поголеми финанси, така, масата. Тие имаат поголем простор за рекламирање, имаат повеќе извршни одговорни функции кои што може да ја докажуваат и промовираат својата политика и некако ние сме од старт во понеповолна позиција и така е направен системот не од денес, јас сум 91 година родена, така е воспоставен кога се менувал од еден во друг политички систем и со ваквиот начин на 6 изборни единици и Донтов модел, едноставно е многу тешко да се борите во политичкиот простор, меѓутоа па ЛДП за волја на вистината е можеби една од ретките партии кои што се условно кажани помали по бројот на членови, не по број на квалитет или слично, која што храбро настапувала во неколку циклуси самостојно на локални избори. И не бегала од тоа да ја измери собствената сила. Како своевремено и ЛДП не беше толку мала партија, например 2002 година, добро се и тоа повторно во коалиција и во една малку поспецифична ситуација, добро, ако ги земе 90-тите била релативно голема. Значи, како се случи да ЛДП дојде од 12 пратеници на сегашните еден пратеник, на го сте имале 2016 3 пратеници, па 2, има ли тенденција да исчезнете од политичката сцена? Па не би се согласила, затоа што либерално-демократската идеологија живе, таа е идеологија. ЛДП не е партија направена од револт кон некого или нешто, туку има своја идеологија на која што ја базира својата програма. Ние сега имаме еден куп партии кои што не можеме во спектрумот идеолошки да ги сместиме. ЛДП е меѓународно позиционирана во членката на либерали и демократи. Едноставно, како поменувало годините, веројатно мора да си признаеме дека и можеби внатре партиски погрешни проценки, делувања, недоволно наш проблем е што нашите идеи, ние цело време викаме ЛДП партија на идеи и на вистина промовираме идеи, но можеби недоволно визибилно сме го правеле тоа во јавноста и постепено дошло до тоа што дошло. Инако не се согласувам и секогаш мислам дека либерално-демократската идеја и тоа како има простор да порасне и да обстојува. Ако убаво те разбирам, ти си застапник на тоа Македонија да биде една изборна единица? Една изборна единица и јас сум застапник за отворени листи, затоа што сметам дека на тој начин нема да го имаме ова дали некој влегол преку една листа или друга листа или бил 15-ти, ама требало да биде 9-ти. Едноставно ќе се цени. За пошироката публика што се отворени листи? Па едноставно ќе се цени колку гласам за кој сакам конкретно, така, а не за самата листа. Од листата која што е дадена, вие може да заокружите кого вие сакате, односно на кого ќе му ја дадете довербата. И тогаш е многу поинаку, тогаш ако ме заокружиш мене, значи јас директно одговарам пред бирачите затоа што тие ми ја дале довербата, а не ми ја дал лидерот. Затоа го имаме ваквиот систем во парламентот, каде што сите сакаат да му се докажат на лидерот,
особено кога станува збор за парламентарно мнозинство и кога гласаат по дефолт се што ќе им се даде од партијата и слепо го бранат тоа. Отворените листи мислам дека би донеле поголема одговорност. Особено се многу важни на локално ниво. На локално ниво во ситуација каде што граѓаните навистина имаат секојдневни локални проблеми и предизвици, многу е убаво да вие сами изберете кој ќе ве застапува во советот, а не таа листа што ќе ви ја понуди партијата, каде што ќе има некој што првпат во животот можеби и ги гледате во вашата локална заедница. Нешто најблиску до тоа беше листата на Зелен хуман град, меѓутоа за претходните локални избори, кога пред да поднесат листа, имаше на Facebook отворена листа и да граѓаните даваат самите. Меѓутоа тоа е една нивна налична волја, ја ставиле транспарентно за да одлучат граѓаните. Јас зборувам за регулатива која што би овозможила на секој еден граѓанин можност да се произнесе. И тоа не е нешто што не постои во други системи, постои, па дури едно Косово има полуотворен модел на бирање. Сега јас не навлегувам толку стручно, може да се навлежи стручно да се разговара каква би била квотата, дали би била Донтова, дали би била Харе квота, тоа е предмет веќе на стручна дискусија, каде што треба да се види согласно приликите во Македонија кој модел ќе биде најсоодветен, но не треба да се бега од отворените листи. Јас имам чувство како малца да бегаат лидерите од таа тема, затоа што се плашат дека, или не гледам друга логика освен дека се плашат, дека ќе не можат да ги контролираат луѓето кои што ќе влезат на одредени позиции во парламентот и советите. Има ли Моника Зајкова комуникација со Христијан Мицковски? Сега не зборувам за редовна комуникација јавна, зборувам за комуникација која што и не е толку јавна. Нормално е да имате комуникација со сите во политиката, затоа што Христијан Мицковски прашувам. Па и вклучително и со Христијан Мицковски, затоа што тој е премиер на држава во моментот. Сум имала и со претходни премиери, нормално имам и со лидерот на Социјалдемократскиот сојуз. Мора да комуницирате ако сакате одредена политика да помине. Кога имам одредени предлози политики, како да немам комуникација и да не лобирам за истите. Морам да лобирам за истите. Или неудамна во декември месец, знаете дека ЛДП беше гостин на конференција меѓународна каде оди Европа. Како да не искомуницирам да обезбедам средба на председателката на групата на либерали во Европски парламент со председателката на државата и премиерот на Македонија. Тие комуникации не се нешто, не знам, таинствени, па сега нешто се заговара, едноставно се на повеќе на службена основа. А со Венко Филипче? Исто. Напоменав. Каков е односот со СДСМ општо на ЛДП? По предавството, условно речено, или се во големи наводници да го ставиме, затоа што сега не беа сите стекни во СДСМ, кога од вторена листа вие рековте ние сега ќе си одам независно, ние независно ќе настапуваме од СДСМ. А има некаква штета граѓанинот од нашето независно настапување? Зборувам за партиски меѓупартиски однос. Не го гледам тоа како предавство и треба секој да разбере дека ЛДП е самостоен политички субјект, дека ЛДП не му должи ништо на никого, освен на граѓаните и не гледам никоја разлика. Јас со колегите со кои што седам каде што седи парламентарната опозиција, имам многу солиден однос и дневна комуникација. Еве неудамно имавме заеднички амандмани, не гледам какво предавство. Затоа го кажам во наводници. Има ли годинава предвремени парламентарни избори? Јас моето уверување лично е не. Меѓутоа во политиката никогаш ништо не може да биде исклучено, само што исто како што кога ние бевме во влада и постојано нели добро тогаш беше малце потенко мнозинството, сега е прилично стабилно мнозинството, се потврди во гласањето за Safe City. Добро, тогаш левица ги даде клучните Па добро, значи може да се обезбеди и без нив имаат они стабилно мнозинство. Нема 87 без на левица. Не, говорам за стабилно мнозинство, не говорам за двотретинско мнозинство. Така да.
И не гледам што би променила избори и тогаш бев против и сега сум против предвремени избори. Сега некои знаете како да оживуваат, вие сте против за тоа што се плашите дека ќе го изгубите мандатот. Не воопшто, туку едноставно не гледам што државата добива од тоа. Ние со секој циклус на избори добиваме блокирана држава. Еве, Јанаки, ти работиш приватно, имаш институции каде што не можат ништо да ти одговорат затоа што се повикуваат на изборниот законник или ништо не спроведуваат затоа што не можеле да дисциплински не може да се работат. Ние добиваме на блокада, а суштински не добиваме промена на она што се случува во државата. Државата никако да тргне напред, никако да добиеме суштински реформи на системот кој што сите постојано го критикуваме и не гледам дека ние со трчање од избори во избори ќе добиеме магично стапче и проблемите што ни се наталожиле ќе исчезнат или веднаш ќе ги решиме. Напротив, мислам дека добиваме една нестабилност и ги одвраќаме луѓето кои што можеби сакаат да инвестираат во Македонија, бидејќи никој човек не сака да инвестира во политички нестабилна земја, во земја каде што законите се менуваат зависно од тоа кој е на власт или на кого нешто ќе му притреба. Анализирајме ги малку минатите локални избори. Како поминавте? Дали се исполняваше очекувања? Можеби очекувавте повеќе, помалку или повеќе, сад не беше изненадување победата на ВМРО ДПМН? Генерално би сакала една кратка анализа. Јас сум прво многу задоволна што во таква констелација каде што се наговестуваше голема победа на ВМРО ДПМН, ЛДП се охрабри да излезе самостојно на изборите и да промовира својата програма и политика. Иако со лимитирани ресурси, иако од позиција на опозиција, каде што нели луѓето викаат полесно кога си во власт нешто ќе им ветиш па ќе направиш листа или ќе насе луѓето така. И искрено да бидам, резултатот не дека сега да кажам дека сум пресреќна од резултатот, сметам дека можеше и многу повеќе, но е согласно она што го очекувавме. Најважно од се е што имаме советници кои што доаѓаат од редовите на партијата и кои што во советите навистина се активни. Име може да погледнете и советникот во Битола и во Карпош и секаде каде што ЛДП има, тие промовираат исклучиво политиката на Никола Пановски беше многу поактивен советник од Ристо Пенов. Ја не памтам да сум го видел Ристо Пенов во мандат, сега вакав сватете си го кој критика како сакате да излезе на Никола Пановски беше топ советник, ако мене ме прашате. Добро, знатам многу е неблагодарно да коментирам јас за луѓето кои што се внатре. Јас коментирам, не ти да коментираш. Јас коментирам. Не се сложувам дека не е активен, и пред недела или две имаше. Јас знам за себе политичар, веројатно треба и на новите генерации малку да се остави. Многу издржана реакција по однос на загадувањата во Скопје. Тоа е во ред, меѓутоа, поентата ми е сега, не дека и Пановски во најмлади години, меѓутоа во така висока политика и релативно нов, имаше многу генерално популарност многу стекна во текот на короната со неговите издржани и разумни ставови и совети, значи не беше дел од ширењето на лудилото и за мене беше вака топ советник. Нормално дека ова е мој субјективен став. Така, јас го почитувам докторот и се согласувам. Тој беше втор на листа, но не влезе, така? Така, дека бил активен, но и баш бев изненадана, искрено очекував дека ќе биде поголема поддршката, меѓутоа сум задоволна и од резултатот генерално во град Скопје, затоа што ако видите на пример партија како Знам, која што навистина има добри ресурси во владата и го делаше буџетот кој што го имаше нејзиниот поголем коалиционен партнер, ЛДП да усвои подобри гласови, навистина мене ми дава мотив дека не само тоа, имаше и многу доста шареноликав советот, значи зелен, хуман град, влезе. Па и тоа е одлика на демократијата и мене ми се допаѓа и затоа што и кога е шаренолик, ако вие имате капацитет да направите сојузништво со одредени групи, може секогаш да действувате и да излобирате одредени предлози или политики. Би сакала некогаш и парламентот да не е толку
политичко-партиски затворен, затоа што во многу наврати сум се обидувала да направиме пратеничка група со различни спектруми на кои што се внатре во парламентот, но не успевало, едноставно сите држат до тоа. На локално ниво мислам дека може повеќе да се креираат такви сојузи. Дефинитивно, да. Кога вие бидејќи кога се борите за иста цел, не гледам зашто да не отидете да действувате заедно, затоа што на тој начин има поголеми шанси таа цел да стане реалност. Гласавте ли за сегашните измени на кривичен законник? Не. Од причина? Од причина како и минатиот пат. Да, така да. Ќе направев паралела дека минатиот пат не гласавте, ама појасни ми малку сега. Ти не гласаше или не беше присут или ја напушти салата, затоа што не е исто, ама и не е баш. Јас воопшто немам гласано. Оној спин на ВМРО ДПМН е дека они виделе дека седат 61 пратеник, па влегле е тотално неточен, затоа што јас во кола ја носам папката, ја заборавив заради дождот. Во салата нашето мнозинство имало регистрирано со семена, бидејќи таа седница имал и предходеле и други точки. Так. Ние сме се регистрирале нормално, имала регистрирано 54 луѓе. Так. Како стигна до 61? И не ми беше суштината да ние се доведеме во ситуација каде што ќе го коментираме на кој го направил кворумот или не го направил кворумот, кога е јасно, но мислам дека со кворумот се избегнува суштината. Тогаш исто така во тој кривичен законник се туркаа одредени измени кои што имаше членови кои што беа добри, са за екоцидот не може да кажеме дека не бил добар. Ама сега запази и овие например, еве и сега се поведе кривично дело за злоупотреба на експлицитни зборови, меѓутоа секогаш кој има такви девијантни измени кои што одат на штета на сите нас, а во прилог на криминогени политичари, секогаш има и некој член што е така добар, па сега за замајување на кажам дека под превазот на 2 до 3 добри членови кои што еве да новиве ги гледате во јавноста, може да отвориме сега и ќе ни излезе нели дека е за поздрав тоа што се регулира приватните снимки да не бидат злоупотребувани, родово базираното насилство да се гони по службена должност и се е тоа во ред. Јас сум за тоа. Меѓутоа не може вие под превазот на тие членови да туркате член како 353, како 353В кој што повторно се камуфлира одговорноста на органите на државната управа за неовластено работење се бриша. И сега не убедуваат колегите од ВМРО ДПМН дека ставот 5 бил исти. Воопшто не. Ти си адвокат, ти си правник, знаеш како е, бидејќи во првиот став ги опфаќа јавните установи. Јавните предпријатија и установи и толку. Друго, во 353, ајде што казните не се на ранг на кој што биле предходно и даваат можност за условна осуда да се помине. Јавните набавки, кажи ми еве, ти си секој ден во суд, јас веќе не одам, одев пред да влезам во политикава. Јас не знам кои јавни набавки се направило кривично дело затоа што не бил објавен повик за јавна набавка. Значи, најголемите малверзации се прават во техничките спецификации, во кога треба да се нашима за кого точно така. И сега ние сето тоа го тргаме и се правиме и кажуваме како ние заоструваме казнената политика. Не е точно. И мимо тоа се бега од суштината, целата дискусија се сведува на кворумот, за да се избегне да се даде објаснување зошто 353 останува ваков, иако ВМРО ДПМН од опозиција, односно нивниот претседател на партија, ги имам јас изјавите, најжестоко го критикуваше тој, кажуваше како се вратат оние најмалку години на иако 23-та со измените, значи тројца пратеници во тој момент се спаси од кривичен прогон, од 80-тина функционери и така натаму. И ние што добиваме? Ништо. Имаше ли обид тогаш, имаше доста шпекулација дека тоа се прави за да се врати Груевски? Јас не сум била дел од никакви групации или такви заговарања, не знам дали било шпекулација, дали било вистина. Едноставно како правник на вистина не ме интересираше тоа, ме интересираше суштината на тоа што ќе го донесе кривичниот законник, бидејќи во тоа време имавме ние доставено паралелно предлог
непосредно пред да чинам пред да да стигнат овие. Или двојно да се за покачување на роковите за застареност, затоа што ги вадевме праксите од хрватскиот модел, каде што во самиот институт на застареност на релативната и апсолутната го креваат прагот. И ние не добивме ништо од тоа. Мислам, сите како да се Кој беше автор на фамозните измени во 23-та? Автор. Затоа што ги презентираше Викторија Аврамовска Мадич како тогашен заменик министер за правда и ова прашање беше поставено на топ тема каде што заедно бевме гости, таа избегнуваше да даде одговор, тогашниот Кренар Логан или се огради. Да, тој се огради искрено. Кој е автор не знам, затоа што не сум во владата. Не знам дека јас со сигурност знам дека автор на тие скандалозни измени е академик доктор Владо Камбовски, кој што вака цел живот нели ни ја реформира држава, а е автор на тие скандалозни измени. Многу е неблагодарно да зборам затоа што многу е неблагодарно да се прават такви измени, особено на таков таинствен начин. За тоа се согласувам. Еден од законите кои што вака би рекол дека се специфични за вас што сте ги предлагале и сте една од ретките партии заедно со политичка партија Левица се за зауздување на банкарските провизии, односно задскриени трошоци. Димитар Апасиев го гледа во едно од излагањата за овој тип на измени и кажа една статистика што е фрапантна, а тоа е дека дури 40% од профитот на банките отпаѓа на провизии, што нема никаде во свет. Секаде во свет банки се знаат што живеат од давање на кредити и од земење камати, а провизијата е ситно колку да функционира банката. Не е тајна дека сите поголеми македонски партии се задолжени со кредити кај големите банки, кај големата тројка банки, значи комерцијална стопанска и НЛБ, и се тоа нас не доведува до позиција да се тие и помокни и од најмокните политичари во Македонија. Колку поддршка, колку тоа што гласале, ако гласале двајца биле од Левица, вие сте биле Сега ќе го објаснам. Ние овој закон го доставувавме и во времето кога ние седевме во влада и го лобиравме законот внатре. Со тогашниот заменик министер за финанси и се дискутираше во рамки на пратеничката група во која ние пак бевме на зависни пратеници. И пробувавме да им објасниме дека не е возможно. Види, тогаш беше ковид, а најголеми профитери беа банките. Апсолутно, да, тоа што ви рекол. Пробувавме да им објасниме дека со кратење на одредени трошоци и со укинување на одредени провизии согласно европски практики да им доближиме дека навистина доста солидна сума, можеби до 2-3 илјади денари месечно граѓаните ќе зачувуваат во своите џебови. Тоа не е малку. Немам сега точна математичка пресметка. Меѓутоа тој закон тогаш воопшто не се дискутираше, некако како така негда во лавиринтите, и го доставивме повторно во овој состав го доставив сама, потоа се приклучи и колегата Апасиев. Пробавме да го образложиме, едноставно мнозинството, знаете како, него ни гласат ништо и тој закон паѓа од точка на дневен ред. Не знам, затоа често пати во дебати, ако ме следиш, ги прашувам дали јасно ќе се изјаснат еднаш дека се за профитите на банките или се за џебовите на луѓето. Затоа што мене вака ми изгледа дека го бранат профитот на банките. Излезе гувернерот и окей, ние го поздравивме неговото излегување да побара од банките да намалат одредени провизии, меѓутоа гувернерот е сега и неговото мислење е тоа. Утре можеби ќе се промени гувернерот и не е целта тоа, мора да има одредена правна регулатива. И сега ќе почнат, во која земја има, и во Германија се зема. Да, секоја земја има своја политика. Белгија има политика каде што има унифициран банкарски систем и од било кој банкомат да вадите нема провизија, освен ако јас не извадам со мојата македонска картица во Белгија, и тоа се провизиите се многу пристојни. Франција може до 3 пати да вадите од различни банкомати без да ви дае провизија, после провизијата е негде околу 0,50 до 1. Значи, не може Македонија да има толкави провизии и трошоци. Па за еден кредит, јас и луѓето кажуваат, ги слушам, за еден кредит да подигнете
куп трошоци има дур да дојдат да Не само кредит. тоа, види, кај нас во Македонија има еден уникатен стил банкарски да си ги гледаш сопствените пари зимаат пари. Значи до 3 пати месечно не се наплаќа, ако сакам повеќе од 3 пати месечно да си погледам колку пари имам на сметка, тогаш дека Па јас и чини тоа и 40 го денари, коментирав, не што може е прилично посебно да срамно. наплаќаме банка, токен, одржување. Затоа еве сега имам близок на кој што му се случи, му кажуваат затворена ви е сметката, ги прашува как треба уште нешто да донесам, не на се е супер, за следниот месец да излезе дека заради нивни пропуск не е затворена, ама тој да плати 6.500 заради нивните грешки. Знаеш што е проблемот? Кај нас е малку проблемот и до робовскиот менталитет на луѓето. Кај нас и се очекува и банките тоа го очекуваат, и луѓе во тоа го прифаќаат дека јас треба да бидам банката не живам јас од банката. Банката живее од моите пари кои што мене ми дава за повидување 1-1,5% камата, а ги пласира со 9, 12, 15 зависи од А да не збориме и за секоја типкање на нашите картици кога плаќаме без готовинска. Апсолутно. Па затоа и делот маливе трговци не прифаќаат затоа што им го јаде профитот, не прифаќаат плаќање со картички, ќе се дислоцирали усија. Тоа е малку фантазија муабет, да бидеме реални сега. Лесно е да се каже за политички популизам, ќе дислоцираме усија, прво тоа е приватна собственост. Океј, некои радикални претеници велат дека треба да се национализира, меѓутоа Скопје секоја година секоја зимо е меѓу најзагадените, а често и најзагаден град во светот. Значи од Индија, од не знам, од Мумбај сме позагадени. Чаре на подолг рок? Мислам дека тој популизам нас стварно ќе не издаде како држава. Сите знаеме дека Скопје презагадена и се креваат некои популистички теми наместо да се најдат соодветни решенија. Сега јас сигурно има луѓе кои што работат на таа материја за, не знам, филтри, прочистителни станици и слично, но мислам дека тука треба да се бараат решенијата. И мене што повеќе ме загрижува е контролата наша институционална врз целата индустрија. Не може ние да имаме инспекторати, а како да не постојат. Со 5 инспектори на територија на целата. Освен што се со 5 инспектори, освен што се слабо платени, значи тие гиганти индустријски можат многу лесно да ги подложат нивна корупција, бидејќи мислам како ќе действува. Мислам троши, не се лажам, 1 милион евра на реклами по медиуми. Друга работа. Што купува доста подршка. Доставив представка дека навистина ни е нарушено човековото право на здрава животна средина и јас 3 или 4 месеци немам никаков одговор од народниот правобранител да се произнесе и да излезе да каже по представкава и на тимава. Без оглед на се има заменици. Има професионална администрација која што може да одговори. Сега колку е професионална со оглед на мора да се бараат трајни решенија, а не се да се сведа на популизам, затоа што ако навистина не најдеме трајни решенија, тоа треба да се зборува со експерти кои што ги работат областите. Ако не ги зацврстиме улогата на инспекторатите и не ја зацврстиме и кадровски таа инспекторска служба, ние постојано ќе имаме низа пропусти. А ние цело време сведочиме на пропусти на системот, баш поради таа институционална неконтрола, односно невршење на соодветен надзор. И затоа луѓето се подложни. Не знам, ќе се отвара рудник, никој не веруваме дека ќе ги исполнува критериумите, дури да ги исполнува, никој не веруваме дека ако нешто тргне наопако, некој ќе излезе тој да го казне. Значи ние имаме проблем со довербата во институциите, инспекторските служби и тука највеќе улога може да одигра извршната власт, нормално собранието преку закони, меѓутоа на крајот од денот ако тие закони институционално не се спроведуваат, ние сме имали низа надзорни расправи во собрание, некако имам чувство, баш неодамна зборував со еден колега, како да немаме институционална меморија. Едно мнозинство ќе направи надзорна расправа, се носат заклучоци, доаѓа
нови пратеници, ново мнозинство во собранието, се заборава дека тоа постоело, како тоа окей, завршена тема, чекајте луѓе, заклучоцива исполнето е, почнале да постапуваат органите, не работа. И многу пати во многу наврати имало за деловна животна средина и во многу наврати се говорело за инспекторатите и ние пак се вртиме во еден лавиринт и кажуваме изговорот, абе знаеш, 2 инспектори се за градежништво, еден е за тоа не може да си го дозволи сериозна држава која што сака да гради институции во кои што граѓаните ќе имаат доверба и ќе може да се подпрат на нив. Денови актуелна огромна афера со заплената 5 тона канабис во Србија, кој што после изгледа дека потекнува од легална фабрика во Македонија. Тоа е една тажна приказна која што започна 2015-16 година за волја на вистината конзервативна влада на ВМРО-ДПМН. Ја започна приказната, тогаш многу се шпекулираше дека делумно се прави зашто беше политичка криза, власта и популарноста на ВМРО-ДПМН беше во надолен тренд, се обидуваа да се купат гласови или дека од бизнис причини, како год, тоа е една жална неуспешна приказна, а имаше значајна перспектива, значи од во пикот 70 правни лица, јас лично знам дека работа 2-3 посериозно, другото е све на шкрги, а дел 10 вкупно лиценци или 11 се веќе одземени, 4 се во постапка на одземање и факт е дека имаше сериозни злоупотреби. Видовме и предлог на Павле Трајанов од Демократски сојуз, како Хајлендер, вечен политичар, дека треба да се укинат тогашните измени односно се избришат или повторно се измени законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции и да не се дозволи канабис во медицински цели, затоа што имало многу злоупотреби, што е нонсенс. Вие злоупотреби секаде можете да направите во секоја област, колку год да биде добро регулирана. Каде заглиби легализацијата на канабис? Факт е дека не ги даде очекувањата, факт е дека и владата на Зоран Заев, која што најагилно работеше на прогресирање на законските решенија или на тој план, факт е дека повеќе беше ориентирана кон бизнисот, не е тајна дека делови од семејството Заеви има фабрики, меѓутоа не само во таа смисла, знаеш, ние кога сме како здружение Билка, кога сме давале предлози, сите предлози што доаѓа од тогашната извршна власт, па и како дел од работна група која што само што почна, па Заев, нели, тогаш ја напушти премиерската позиција и тоа замре, беа извоз. Се е тоа во ред, нормално дека пазарот кај нас мал, меѓутоа никој не се концентрираше на и денеска речи си да нема производи на пазарот, повторно се пациентите се сведени на црн пазар, не се легализираше во медицински цели и еве да го завршам, се извинувам, во рекреативни цели и да го завршам монологов. Своевремено сме имали соработка, значи имаше 3 партии во собрание кои што во својата програма имаат легализација на канабис, тоа бевте вие како ЛДП, Левица и Дом, и моја лична критика кон вас, претходно сум тоа кажал дека малку што сте направиле на таа тема. Конкретно не сте излегле со законско решение, со лекс специјалис, со закон за канабис посебен и така натаму. Сега теоретски има и 7, бидејќи од Левица се 6 и тие на 7 Дом полека, но сигурно исчезнува од политичката сцена. Каде заглеби приказната? Па да првин да се вратам за ова кое што го почна со Србија. И убаво кажа, демек се злоупотребувало, значи се злоупотребуваат многу работи. Така, и усија се злоупотребува на цена на нашето здравје. И пак тука доаѓаме до статусот на довербата. Еве јас искрено, ако не се реагираше во Србија, значи не кај нас уште се префрла топката кој бил крив. Да, полицијава ќе видим. Од кога во Србија пукна и се отплете копчето, па сега ние ќе покажуваме колку тони. Види, не е ни прв случај. Во минативе 3-4 години имаше неколку случаи кога полицијата упадне ноѓеше. Апсолутно говорам дека сега и во легални фабрики. Дека јас искрено веќе немам доверба зашто не се прави легализацијата. Што ние сме направиле? Добро се сеќавам дека сме ги правеле измените и ако се сеќаваш заглавија во Комисијата за здравство, која што беше тогаш предводена од ДУИ.
Јас брашно вака пред собрание демек. Да. И тогаш Што е веднаш се вулгаризација. спинува демек сите ќе станат подложни Наркомани, на опијати, на наркотици. Да бидам искрена, бидејќи секогаш сум искрена, и тоа може некогаш ми е мана, некогаш добласт, но мислам дека не се сака да се реши ова прашање, затоа што на сите тие им одговара да се ова поминува на црниот пазар, бидејќи на крај профитот веројатно завршува во нивните Или џебови. делимично како политичка заштита. Имаме, може да биде различно ако се легализира. Значи 100 пати сме го говореле, Холандија, Белгија, Шпанија, каде што на крајот од денот вие давате одредена регулација, давате одредено право и за рекреативна употреба и можност за одгледување до одреден број на стебло, меѓутоа сето тоа е контролирано од државата и на крај бенефит има исклучиво од државата. Всушност и кога се започна со работните групи, тогаш беше повеќе да се направат туристички места како што е во Амстердам и слично, така за да се покрене угостителството и слично. Меѓутоа, очигледно некој не сака да заврши тоа во државата, туку му одговара вака да го дистрибуира на црниот пазар. И сега ние правиме од сето тоа, приказни, колку се успешни акциите и секој ден билтените ни се полнат, баш Сабајле прочитав дека е огнен, 0, сам смешно, смешно и се прави една таква... И пати пронајдена дрога, така се прави една таква хистерија од сето тоа. И јас не се согласам со колегата Павле Транов, јас мислам дека не треба да оде дискусијата во насока ние што да затвориме, туку треба да оде во насока на тоа дајте луѓе еднашка да го легализираме, да го ставиме во одредени рамки и да се знае што може, што не може, што е казниво, што е не казниво. Зашто со конкретно законско решение не стигне? Некако ЛДП е конкретно. Мимо другиве две партии сега не можеш за нив да збориш. Па добро, за волја на вистината во овој мандат не сме излегла. Меѓутоа во минатиот ги доставивме предлог измените кои што стана заглавени. Собранието секогаш кога има одредени закони кои што се заглавени, кога почнува нов мандат може да се произнесе дали останува на тие закони или тие закони пропаѓаат. Јас не видов да се произнесе до владата кои закони ќе останат, не го видов ни овој закон, но е добро што вака ме потсети да може да го доставиме пак, бидејќи сега се сменати констелациите во комисиите, па можеби ќе се отвори една посуштинска дебата што е всушност, што е бенефитот и за државата и за сите, а не да го гледаме низ призма пак на спин дека не знам сите ти моето дете сакаш да биде наркоман или слично. Нормално е дека пуштањето во промет има над колку дека е повторно кривично дело и е казниво. Меѓутоа не може да биде исто казниво кога вие продавате количински за да остварите профит или кога носите за себе да го користите. Предпоследно прашање. Европска унија вија бугари во устав. Кој е твојот ставот на ЛДП, дали треба бугарите да бидат внесен во устав? Свесен сум дека е малку незгодно прашање. Па не е незгодно прашање и супер е што доаѓа во прав момент, затоа што јас Сабајлева си дојдов од Брисел. Ние имавме конференција за Западен Балкан. И ние можеме да видиме дека самата Европска унија ја менува својата политика. И на таа конференција истакнав дека за Македонија мора да има исто симетрија согласно европската практика. Ако самата европска... Феглие, за Украина ќе се најде специјален случај, тогаш унгарското вето нема да важи, они ќе најдат како да, ако треба и на сила да протуркаат, тоа ќе било специјален случај, а ние сме некако оставени на волјата на бугарската политика да се изживува со нас. Па да, тој го зборав дека Македонија треба да ги спроведе своите обврски, меѓутоа како што сега Европската унија наметнува други практики, го гледаме тоа во договорите со САД и Меркосур вградуваат некои заштитни клаузули, временска предвидливост, дека истото треба да важи и за Македонија. Што тоа значи, за да објаснам вака народски, тоа значи дека Македонија да ја исполни својата обврска без одлагање, меѓутоа
во почетокот на преговорите по кластер или по поглавја, доколку повторно најде вето кое што не соодветствува со копенхашките критериуми, државата да има вметнато само заштитни клаузули по европската практика која ја гледаме деновиве и да може да каже дека више тие договори не важат и дека одстапува од процесот. Само на тој начин мислам дека ќе бидат нашите гаранции поголеми, а тие самозаштитни клаузули ние можеме се ги вметнеме во националните закони, можеме да ги вметнеме во уставниот закон со одложеното дејство и многу луѓе ме прашаа, ама нели мислите дека со ова Европа ќе реагира и нема да попушти? Ако Европа не се гледа самата себе, ние не правиме ништо посебно, ние само бараме еднакво тоа што они го промовираат да важи за земјите членки, да важи и за кандидатките. Значи со нивниот механизам да се применува и за кандидатките. Спротивно мислам дека ќе се плеткаме само во тој ќорсогак, мора да имаме јасни државни позиции. Јас за ова ќе ја информираме претседателката на државата и да стоиме обединета на овие позиции, затоа што еве самата Европска унија си ја наметна таа пракса и треба едноставно со нивното орудие да се бориме и ние. Прилично дипломатски одговор кој што не ми дава одговор конкретен на прашањето дали Моника Зајкова е за влесна Бугари во уставот, не би те форсирале да ми одговориш. Не, Јанаки, ние како ЛДП предложивме и амандмани да влезат и делот еврејската заедница во уставот. И делот хрватската и црногорската заедница во уставот. Меѓутоа јас само кажувам дека како државата да се црногорската и хрватската заедница не сметаат дека македонците до 44-та не постоеле или не инсистираат на тоа. Значи види, јас извини што те прекинувам, значи едно мое интервју кога Ламбела Баковски го запали фашистичков во Битола, со додуша беше стварно на ниво, човекот беше многу културен бугарски новинар, се прошири меѓу бугарските националисти, имаше многу напади и имаше некои прашања од типот па демек што било лошо во тоа. И сега ако вака пластично гледаме, па да, ништо. Меѓутоа тоа не е со тие барања се со задна или со зла намера. Значи вие подоцна ќе имате форсирање на сите оние кои имаат бугарски пасоши да тоа е барем моје размислување дека ќе биде задолжително да мора да се ако сакаат да ги задржат пасошите да се попишат тука како бугари, па потоа ќе ти рече дека на АНБ директорот треба да задолжително да биде етнички бугари. Знаеш кај на согласно рамковната. Ама знаеш како е наки сега сето ова ние што говориме, нас таа обврска не постои. Така? Си се радикализирала малку позицијава вака ти е блиска до премиерот, до пред 2-3 години. Кажувам дека треба да ова прашање зборам. Јас кажав дека нашата обврска што сме превземале треба да се направи без одлагање. Јас само кажувам како државата внатрешно се штити од ова ти што го кажуваш. Ние имаме национални закони, ЛДП имаше предлог кривичен закон, каде што го работевме заедно со представниците на еврејската заедница во Македонија, каде што ќе се вметнеа нови 2 кривични дела и ние немаше да ги сведочиме имињата на тие клубови. Че колку јас го отварам прашањето дали ние имаме само заштитни механизми за да не дојде до ова што ти го говориш. Имаме ние национални закони, можеме ние во законите да ставиме утре што ќе се рачуна како етничка припадност по изјава или по попис. Зашто ние домашната регулатива не ја направиме да се самозаштитиме? Зашто постојано чекаме некој да не штити? Еве, дури и Европската унија го направи со самозаштитни клаузули и сега немам изговор да кажеме од ЕУ ќе не одбијат. Не, значи оние воспоставија праксата и ние имаме легитимно право внатре да направиме само заштитни клаузули. Правилата за помалите не се исти како правилата за поголемите, тоа го знаеш, меѓутоа моје последно прашање е со кое што ќе го завршиме денешниот подкаст. Очекуваа ли одредени структури внатре во твојата партија? Се види, релативно добро поминавте. Искрено јас очекував полошо да поминете на локални избори. Да, сме го разговарале. Си ми другарка, значи не би си дозволил да те лажам. Очекуваа ли одредени структури полош резултат со цел да ти го бараат скалпот, да те сменат од претседателско место и апсолутно алудирам на претходниот претседател. Не само што очекуваа, туку и работа на тоа. Паралелно, знаете дека и јас и ЛДП
тоа мислам дека баш па се случуваше кога излеговме со предлогот за кратење на банкарските провизии, бевме еден предмет на канонада напади од тие структури на поранешниот претседател на ЛДП. И кога вие постојано сте под напади во јавноста гледа дека има разединатост во партијата, никој не сака да влезе во куќа каде што се караат, така? Секој сака да биде дел од друштво каде што владае некоја хармонија. Затоа велам и работа на тоа. И мислам дека и ветува и беа убедени дека ќе направат ЛДП да обезбеди многу мал резултат, на малта ниво да не преживе, па се кокетираше со некој 2000 гласа ке има партијата и слично. Дури и финансирани од одредени структури направија свое движење за да одземат делот од ЛДП. Во Битола имаше листа? Нешто така, ако на тоа... Да, таа е нивната партија Граѓанска иницијатива за Македонија Грин. Регистрирана е со потписи во суд. Направија листи секаде, меѓутоа не откина апсолутно ништо од она што беше на ЛДП. Пак ќе кажам, ние занимавајќи се и внатре со себе и со сите тие напади, иако имавме капацитет да направиме повеќе листи, времето некако не газаше и кога внатрешната битка е многу потешка од кога се борите надвор со противникот. Сепак сум задоволна од резултатот, со тебе сме разговарале во многу наврати, дури ти беше скептичен дека ќе израдиме некаков, малку полошо. Но сега останува на партијата да ги збие своите редови и да продолжи да биде активна и визибилна со политики што ќе значат подобар живот за граѓаните и во наредниот период ќе следат одредени економски иницијативи, сега тука не би ги открила, но ќе слушна јавноста во собранието, каде што ЛДП ќе промовира серија на закони кои што треба да донесат повеќе пари назад во џебот на граѓаните. Ти благодарам на одвоеното време, ќе покаже времето дали ќе преминеш во владеачкиот табор. Јас не целосно исклучувам таа можност, но времето нели е најдобар фактор. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам за можноста.